карванот си врви, опозицијата си критикува, непотизмот и лажните вентувања кон Прилепчани се повеќе добиваат потврда со работата на Советот и работата на градоначалникот на општина Прилеп. На денешната седница, 20 на Советот на општина Прилеп, видовте и самите што се случува во изминатава година во општина Прилеп. Непотизам и лажни ветувања. Ветувања од градоначалникот до граѓаните, брда и долини пред изборите, а сега празни ветувања, сега се носат одлуки, се на штета на истите тие граѓани кои пред изборите беа буквално лажени. Имено, денеска беше донесена одлука за формирање на предпријатие за енергетика. Ниту гасоводот е близу до Прилеп, ниту имаме потрошувачи приклучени корисници на газ, се формира предпријатие. На прашањето од советниците од опозицијата, која е потребата за формирање на вакво предпријатие во моментов, не беше одговорено од почитуваните советници од владеачкото мнозинство, ниту од именуваниот директор кој треба да го формира ова предпријатие и органите на ова предпријатие, управен и надзорен одбор. Беше кажано само дека се работи за лице Игор Спирковски со адреса и самиот како што наведе дека бил во роднински врски со градоначалникот на општина Прилеп Илија Јовановски. Најверојатно ова да си во роднинска врска со градоначалникот е единствен критериум за да имаш раководна функција во јавните предпријатија, да се вработиш во општината, бидејќи ВМРО ДПМН, како што претходно обвинуваше, се вработија тука во општината, внука на градоначалникот, братучеди, зетови, сега дојде некој роднина, нов од градоначалникот, да биде назначен за директор на јавното предпријатие за енергетика. Ниту има потреба во овој момент од вакво предпријатие, единствена е потребата да се назначи директор и да се вработуваат партиски послушници во ова предпријатие, се на штета на граѓаните на општина Прилеп. Во изминатиот период, односно пред изборите, од страна на градоначалникот, исто така беше најавувано дека ќе бидат ослободени од плаќање за паркинг, односно ќе воведе бесплатен паркинг во централното градско подрачје. Денеска гледаме дека јавното предпријатие за просторно планирање се фали со некои износи за блокатори и пајак службата како работела. Наспроти ветувањето на градоначалникот за воведување на бесплатен паркинг. Очигледно е дека едно се зборува во опозиција, друго се прави кога се доаѓа на власт. Но ова е буквално лажење на граѓаните на општина Прилеп. ВМРО ДПМН ова нема да го дозволи. Понатаму продолжуваме да работиме само во интерес на граѓаните и овдека она што делуваме и денеска видовте се изборивме за одложување на неколку точки на дневен ред кои исто така доколку се одржеа, се донесеа одлуки, ќе беа исто така на штета на граѓаните. Се работи за донесување на цена за прочистителната станица од 17,80 денари по метар кубен, што исто така граѓаните на општина Прилеп понатаму, доколку се донеси оваа одлука, ќе го осетат врз својот џеб. А градоначалникот, ќе потсетам, пред изборите ветуваше 20% пониски сметки за вода. Доколку оваа одлука помине и се донесе во иднина, граѓаните можат да очекуваат дека во едно просечно прилепско семејство ќе се плаќат некаде околу 300 денари повеќе на сметката за вода, што би рекло за 100% ќе се покачи сметката за вода.